Иако била во завршна фаза пред да ја потпише, председателот Пендаровски ја вратил стратегијата за одбрана за да биде дополнета со посебни мерки за еколошка безбедност. Шефот на државата повика сите активно да се вклучат во креирањето по здрава животна средина. Изрази поддршка на граѓанскиот сектор кој се залага за поголем буџет и посочи дека е потребно да се инвестира во интегрирано еколошко образование. На идната седница на Советот за безбедност, која што ќе се одржи во средината на декември, заштитата на животната средина ќе биде ставена за прв пат во историјата како точка на дневниот ред, а на таа седница ќе бидат поканети да присуствуваат и представници на граѓанските организации, кои ќе имаат можност директно со членовите на Советот да разговараат за оваа важна тема и да предложат мерки за поголема заштита на животната средина и справување со загадувањето. Сите имаме обврска да ги смениме негативните промени, рече британската амбасадорка Галовеј. Сите држави треба да се посветат на заеднички придонес во однос на намалување на емисиите на 50-50 на јаглерод диоксид. Со новиот закон за животна средина кој во процедура се решивме и за одредени непопуларни мерки, зголемување на надоместуците за увоз на стари возила, велат од ресорното министерство. Ќе даде еден сигнал дека навистина увозот на стари возила придонесува негативно на загадувањето на воздухот и исто така климатските промени. Експертите од регионот велат потребни се паметни енергетски решенија. Може исто така 20% од моќта од електричната енергија добиена преку ветер да се интегрира во транспортот, многу е поевтина за разлика од согорување на фосилните горива. Климатските сценарија се дека средната годишна температура во земјава ќе се зголеми за 1,9 степени Целзиусови до 2050-та. Достапноста на населението до вода ќе биде ограничена, а сувите периоди поплавите ќе бидат почести.